археолошкиот локалитет Градиште во Демир Хисарско, а Паско Кузман најави кривични пријави за тие што со булдожер уништи артефакти стари 20 века, се уште не се знае кој е крив за последниот културен геноцид. Видливи остатоци на искршена керамика поради ископување со тешка механизација при поставување на антени на мобилни оператори, како и оштетување на зидови кои имале улога на доцна антички бедеми изградени од камен и варов малтер на археолошкиот локалитет Градиште во Демир Хисар, констатираше стручна екипа на Битолскиот завод и музеј. Траги од копање со механизација, направени се дури се познаваат некои ровови од метар или повеќе, кои што се на повеќе се повторуваат неколку пати на меѓусебно растојание од 10 на 15 метра. Значи станува збор во своја суштина за ископување на локалитет кој што се истражувал во 60-тите години од минатиот век најповеќе. Извештајот од увидот е веќе доставен до Министерството за внатрешни работи и до инспекторската служба на Управата за културно наследство при Министерството за култура, пошто од музејот очекуваат на тамошна постапка, бидејќи тие не дали согласност за ископувањата. Тоа го правеле без наше знаење, без наше одобрение. Телефонскиот оператор ВИП сакал да постави на тоа место своја антена. Од општина Демир Хисар, на чие подрачје е локалитетот Градиште, велат дека локалните власти не издале никаква дозвола за поставување на предаватели на мобилни оператори. Согласно законот за градби, општината не била надлежна за телекомуникацијски објекти во кои спаѓаат и предавателите. Кој се има право да издава лиценци